Доколку имам една работа која што сакам да споделам со вас на ово видео, тоа е ќе биде Божјата љубов, односно колку е голема Божјата љубов. И денеска ќе читаме најпознатиот стих во Библијата. Ќе читаме од Јован 3 глава, од 11 стих па до крајот на главата, односно до 36 стих. Јас сум Даниел Ристовски, ова е седмиот девошенал од Евангелието по апостол Јован, односно една од биографиите на Исус Христос, каде што заедно го проаѓаме, заедно го читаме Божјото Слово, заедно се молиме и заедно го споделуваме тоа живо Евангелие, тоа живо Слово кое што спасува. И споделете го ова видео, кликнете шер, кликнете го копчето сподели, за да досегне таа порака на Евангелието до што повеќе луѓе, бидејќи заедно го правиме ова и ви благодарам на сите споделени видеа до сега, на целата споделена содржина, од прилика преку 200 и кусур илјади прегледи имаат тие видеа благодарение на вас, бидејќи вие ми помагате тоа живо Евангелие, тоа живо Слово да го споделиме до што повеќе луѓе. И тоа ми е целта на секој видео, да го споделиме тоа Евангелие, бидејќи не знаеме кого може да допре. Можеби некој скролва моментално на Facebook, на Instagram, на YouTube, на TikTok и бара, во потрага е по вистината, во потрага е по исполнувањето на душата, чувства празнени. Можеби токму Божјото Слово, не јас тоа што ќе го кажам, туку тоа што Божјото Слово го вели. Не сум важен јас, важно е Словото, бидејќи тоа е тоа кое што менува, тоа е тоа кое што ја спасува душата од вечна смрт. И пред да продолжиме со читање на стиховите и со Евангелието, ќе се помолам за вас. Господи Исусе Христе, ти благодарам за секој ден кој што се приклучува на ова видео. Те молам, Господи, ти допри ги нивните срца, омекни ги за Твоето Евангелие, за Твојата љубов. Откри им ја, Господи, Твојата љубов, колку е само голема и дека никој од нив не е предалеко за да дојдат во Твоето присуство. Те молам, Господи, ти услиши ги нивните желби, Господи, на нивното срце. Господи, те молам, ти донеси утеха таму каде што е потребна утеха. Донеси заштита каде што е потребна заштита, Господи. Те молам, ти пресретни ги таму каде што се наоѓаат сите, Господи. Сите грижи ти ги знаеш нивни и ти пресретни ги, Господи, токму таму каде што си им најпотребен. Ние ова го молам во името на Исус Христос. Амин. Како што кажав, ќе читаме од 11 стих од 3 глава по Јован, па се до 36 стих. Имаме малку повеќе стихове за читање денеска. Веле вака, претходно е започнат разговорот помеѓу Исус и Никодим и сега само продолжува во овие стихови и понатаму ќе видиме и се менува и темата на главата. Вели, вистина, вистина ти велам, ние зборуваме за она што знаеме и сведочиме за она што сме виделе, а вие нашето сведоштво не го примате. Кога за земни работи ви зборуваме, не верувате. Како ќе поверувате кога би ви говорил за небесните? Никој не се искачил на небото, освен оној кој слезе од небото, синот човечки кој е на небото. И како што Мојсей ја подигна змијата од пустината, така треба да се издигне и синот човечки. Та секој што верува во него да не загине, но да има живот вечен. Зашто Бог толку го возлюби светот, што го даде својот единороден син, та секој што поверува во него да не загине, туку да има живот вечен. Зашто Бог не го испрати својот син во светот за да му суди на светот, туку светот да се спаси преку него. Кој верува во него нема да биде суден, а кој не верува, тој е веќе осуден, зашто не поверувал во името на единородниот син Божие. А овој суд е затоа што светлината дојде на светот, но луѓето повеќе ја засакаат темнината отколку светлината, зашто нивните дела беа зли. Зашто секој што го прави зло, ја мрази светлината и не оди кон светлината, за да не бидат разоткриени неговите дела, бидејќи се лукави. А оној што твори вистина, оди кон светлината за да се видат неговите дела, бидејќи се по Бога извршени. Потоа дојде Исус со учениците своји во земјата јудејска и таму живееше со нив и крштеваше. А Јован крштеваше во Енон, близу Салим, зашто таму имаше многу вода и доаѓа и се крштеваа, зашто Јован уште не беше фрлен во затвор. Тогаш настана расправа меѓу учениците Јованови и јудејците околу очистувањето. И дојдоа кај Јован и му рекоа: Рави, оној што беше со тебе отаде Јордан и за кого ти сведочеше, ете тој крштава и сите одат кај него. А Јован одговори и рече: Не може човек ништо да прими ако не му е дадено од небото. Вие самите ми сведочите дека реков: Јас не сум Христос, но сум испратен пред него. Оној што има невестата е младоженец. А пријателот на младоженецот кој стои и го слуша многу се радува на гласот од младоженецот. Оваа моја радост се исполни. Тој треба да расте, а јас да се смалувам. Кој доаѓа од озгора, тој е над сите, а кој е од земјата, земен е како земен зборува. Кој доаѓа од небото, тој е над сите.
за она што виде и чу, за тоа сведочи и сведоштвото негово никој не го прима. А за тој што го примал неговото сведоштво потврдил дека Бог е вистинет, бидејќи тој што е испратен од Бога кажува Божји зборови, зашто Бог го дава духот неизмерно, зашто Отецот го љуби Синот и се му даде во раката негова. Кој верува во Синот има вечен живот, а кој не верува во Синот нема да види живот, но гневот Божји ќе остане врз него. Една од темите кои што мене ми го променија животот, односно главната тема која што ми го промени мојот живот лично, не зборам од теоретска гледна точка само тоа што го пишува во овие стихови, туку зборувам за моето лично сведоштво, за мојата приказна дека Божјата љубов, која што ја пишува токму во овие стихови, таа која што ме спаси мене. Ме спаси мене од безцелниот живот низ кој што лутав години наназад. И пред 5 години Бог ме пронајде мене. Јас ја почувствував за прв пат Божјата љубов кога повикав кон Него. И сватев дека цело време рацете Божји биле отворени за да зачекорам во Неговото присуство. И Божјата љубов е таа која што со години ме носи до солзи, од што не ми е ни јасно како можам да го заслужам јас тоа лично со моите грешки кои што ги правам секојдневно. Со мојот несовршен карактер, со тоа колку ги имам повредено по патот. Но Божјата љубов е секогаш тука. Божјата љубов секогаш ги отвара вратите и не чека. И Бог го прати, сега доаѓа Божик, сега за неполни 2-3 недели ќе биде Божик. И Божик го славиме првото Христово доаѓање. Односно Бог го испрати својот син за да умре, да воскресне и за преку верата во него ние да се спасиме. Бог го испрати својот син на оваа земја. Исус Христос дојде, живиот Бог отелотворен, дојде на оваа земја. И ние ќе ославиме сега Божике. Тоа е исчекорувањето на Бог. Бог се симна меѓу нас, Бог дојде да набара нас. Во сите други религии ние треба да трагаме по Бог. Ние треба да направиме ова или она, да отидеме на таа планина или да направиме милион чекори, милион скалева да искачеме за да го најдеме Бог. Но христијанството во вистинскиот смисол христијанството, не православното, не католичкото, не протестантското, ту христијанството во корен, библиското христијанство, ако можам да кажам, е тоа каде што Христос се симнува, живиот Бог се симнува за да најде нас. И тоа е Божјата љубов на која што ни е потребна на сите нас. И никој не е предалеку отиден. Никој не е доколку ти мислиш дека си предалеку отиден, не си. Но време е да го побараш мирот, да побараш радоста, да побараш љубовта, вистинската љубов на вистинското место, а тоа е во Исус Христос. Бидејќи што направи Он за тебе, што направи за мене, го даде својот живот. И време е ние да го дадеме својот живот за Исус Христос. Време е ние и тоа како може да го направиме? Тука пишува кој ќе поверува во името на Исус Христос, кој ќе поверува во живиот Бог. Си кажеш толку ли едноставно, само да поверувам, ако Он го дал неговиот живот, како нели треба да направам уште нешто? Не треба ништо да направиш. Не треба ништо да направиш. Вечниот живот започнува од одлуката да се следи Исус Христос. Да се биде благодарен за таа жртва која што направи Он. Исус Христос можеше да дојде како крал, како диктатор, да дојде како бебе. Се отелотвори како бебе. И Божек ние тоа го прославуваме. Исус Христос дојде. Живееше 33 години овдека како човек. Беше искушуван со сите искушенија кои што ние можеме да ги искусиме во нашиот живот, но без грев. И без грев беше осуден како за сите наши гревови кои што ние ги имаме направено. Беше осуден, ги зема гревовите, невин од сите гревови. Ги зема тие гревови. Се искачи на Голгота со крстот на својот грб. Беше распнат на тој крст. Умре, после третиот ден воскресна. И ја победи смртта. И таму е надежта која што ние имаме. И љубовта Божја оди до таму. Но останува на нас ние да го видиме тоа. Слепилото да падне од пред нашите очи. И да го отвориме нашето срце за да примеме Божјата љубов, бидејќи Бог те сака тебе, Бог ме сака и мене. Бог ги сака сите луѓе. Целта на Бог е целиот свет да се спаси. Но нема целиот свет да се спаси. Зошто? Бидејќи е тесна вратата. Бидејќи не секој
може да ја разбере едноставноста на Евангелието и потребата и озбилноста на Божиот повик, бидејќи тоа што го направи Исус Христос не е ефтино. Е најскапиот дар, бидејќи тоа е дар кој што Бог ни го дава на нас. Неговиот живот го даде. Тоа го кошта животот на Исус Христос, а ние можеме бесплатно да го примеме. Не треба ништо да платиме, не треба ништо да направиме, треба само да го прифатиме тоа. Да го прифатиме тоа. Пишува овдека во 16-тиот стих, зашто Бог толку го возлюби светот, толку многу го возлюби светот. Не мене, не тебе, не само нас двајца, туку целиот свет, сите луѓе, што го даде својот единороден син, да секој што верува во него да не загине, туку да има вечен живот. Но и обратната страна е, кој верува во него нема да биде суден, а кој не верува, тој е веќе осуден. Или последниот стих што го прочитавме, кој верува во синот има вечен живот, а кој не верува во синот нема да види живот, но гневот Божји ќе остане врз него. Јас не би сакал да се соочам со Божјиот гнев на крајот од мојот живот овдека, каде што не знам кога ќе биде. Не знам дали ќе биде вечерва, сабајлево наредно, или тоа ќе биде за многу години од сега, или едноставно ќе дочекам второто Христово доаѓање и ќе се соочам со живиот Бог очи во очи. Не сакам да се соочам со Божјиот гнев. Сакам да живеам во Божјата љубов. Бидејќи тоа е дарот кој што Бог ни го дава и тоа е местото на кое што Бог не повикува. И ни треба спасител за нашиот грев. Сите имаме сгрешени, паднати сме под Божјата слава. Никој не е достоен за совршенството во кое што Бог не повикува. Но можеме да бидеме совршени во Божјите очи само преку верата во Исус Христос. И да бидеме рачунати за совршени и да имаме пристап во Божјото царство, во вечното Божјо присуство. Тоа е само преку верата во Исус Христос. А Божјата љубов е огромна. Бог ќе ги остави 99 овци кои што се при него и ќе отиде да бара едната загубена, а таа едната загубена овца сме јас и ти. И дојде, дури да беше сам на овој свет, Исус ќе го направеше истото. Исус ќе го направеше буквално истото да беше дури и само ти на овој свет. Да немаше толку милиарди луѓе. Бидејќи Божјата љубов е неограничена и е безусловна. Само треба да ја прифатиш. Повикај кон него. Повикај кон него. Исусе Христе, тука сум, ти го предавам мојот живот. Ти го даде твојот живот за мене, јас сега ти го предавам мојот живот тебе. Прости ми за моите гревови, се каам за се што имам направено. Промени го мојот живот. И решен сум да те следам до последниот ден овдека. Кажи ги овие зборови од срце, со твои зборови. И Бог ќе дојде во твојот живот и ќе почувствуваш твојата љубов и твојот живот, ветувам, никогаш повеќе нема да биде ист. Се гледаме. Чао.